Последниве 2 години, повеќе од јасно беше дека медиумскиот притисок од страна на земјоделската редакција на А1 телевизија беше последното средство што го има земјоделците, нивните проблеми да допрат до власта. Но исто така, игнорантскиот однос од страна на владата и особено погубната аграрна политика во државава веќе 15 години, јасно зборува и нешто друго. Дека само со политичка опција, само со политички средства може македонскиот аграр и македонскиот земјоделец да го има местото кое го заслужува. Затоа со господинот Велија Рамковски, кој како успешен бизнисмен излезот од економската криза го виде токму во развиеното земјоделство, се зафативме со работа. Земјоделската програма на партијата ја работевме заедно со земјоделците и со луѓето од агрокомплексот. Нивните главни проблеми околу скапите репроматеријали, ниските откупни цени и несигурниот пласман беа и главните насоки на земјоделската, на аграрната политика на ПЕО. А тоа значи гарантиран откуп, по гарантирани цени и стимулација од страна на државата. За тутунот, гарантиран откуп од 120 денари за килограм и 60 денари стимулација. Лозарите ќе имаат гарантиран откуп од 10 денари за килограм грозје и 2 денари стимулација. Производителите на пченица ќе имаат сигурно производство со гарантиран откуп од 8 денари за килограм и 3 денари стимулација. За сточарите гарантиран откуп од 15 денари за литар млеко и 5 денари стимулација. Одгледувачите на овци ќе добиваат стимулација 1500 денари за женско јагне за зголемување на стадата. За подигање на овошни и лозови насади ќе има бесплатни садници. Освен овие мерки, планираме и неповратни финансиски средства за капитални инвестиции. Во градинарството ќе инвестираме со 50% неповратни финансиски средства за купување на калибратори, ладилници и подигање на пластеници. Со 30% неповратни финансиски средства државата ќе учествува во изградба на објекти за земјоделско производство, како фарми, мини млекари и други семејни агробизнеси. Предвидуваме и 10% извозни стимулации за земјоделски производи и нивни преработки. И особено важно за поевтино домашно производство, ослободување на ДДВ на сите репроматеријали, семе, заштитни средства, ѓубрива, нафта, механизација. Пласманот како најголем проблем на земјоделците ќе го надминеме со функционирање на агроберза, преку која македонските земјоделски производи ќе се најдат и на странските пазари. Според нашите планови за развој на македонскиот аграр, за спроведување на овие мерки потребни се 120 милиони евра. Пари во буџетот има, само треба да се пренаменат за земјоделско производство. Тоа е излезот од економската криза во која се наоѓа државата, но и трасиран пат кон Европската унија.